Пристигна веќе нашиот втор гостин за денес, професор доктор Лозанче, неврохирург од Аџи Бадем Систина. Докторе, добро утро. Добро утро, добро е нашол. Темата за денес ни е дискус хернија. Да. И логично прашање прво е, што е дискус хернија? Па, дискус хернија е едно широк појам, да речеме, не нешто многу специфично. Да почнеме дискус, што се тоа дискус? Дискус тоа, реченете, нели, ребетен столб, се сеќават, има, нели, коски, вертебри ги викаме. Се меѓу тие вертебри, меѓу тие пршлини, се наоѓаат овие дискуси. Дискуси, тоа нешто бака просто кажам, слуши нешто како некој амортизер, да речеме, меѓу еден простор. Значи имаме 37 дискуси. Негде ги пишуваат како перничиња, нешто така. така. Да, перничиња, тоа, значи, он ги пренесува тежината низ пачинските тела, ги пренесува, да не се распореди во коските, да не ги скрши. Овозможува движење на сегментот. И тоа се многу битни елементи на тој дискус, е битен елемент. Али ако просто кажано, тоа е како еден амортизер, кој што овозможува движење во кичмата и овозможува пренесување на таа тежина на кичмата. И ја штити тој коскење, да го штити, уствари. Ако би сакате да знаете зашто баш дискусот е битно, затоа што дискусот најрано од сите скоро делови од организмот почва да старее. Уште некако од 19 години се рачуна кај младиве деца, веќе започнуваат процесите на старење, ние го викаме таа дегенерација на дискусот. И тоа треба да се запамти од сега, значи многу рано започнува таа дегенерација на дискусот. И затоа и кај млади луѓе се јавуваат најчесто овие болести, не кај постари. Да, се наведува дека е многу чест проблем. Колку чест? Па се смета дека од прилика околу 80% од луѓето барем еднаш во својот живот имале манифестација на заболување на тој диск. Барем еднаш, може и повеќе пати. Значи тоа е многу чест. Второ реков, многу е битно зашто се земат кај помлади. Луѓе што се веќе активна возраст. И тука они губат доста време во болување, не знам, во лекување. И исто така они губат од активност на дивна, нешто од работата дивна, работоспособно население заболува од оваа болест. Затоа е толку акутна воопшто во цел свет, зашто зафаќа помлада популација. И може да се појави на кој било дел од ребетниот столб, така, но најчесто каде? Значи најчесто се појави од тие делови што се најподвижни. Тоа е вратниот дел на ребетот и лумбалниот дел на ребетот. Во принцип, лумбалниот дел на ребетот има поише, мислам, почесто има повеќе заболувања него вратниот дел на ребетот. Ама тие се 12. Торекалниот дел на ребетот е многу ретко. Имаме, после време гледам се поише имаме такви торекални дискуси, ама се сепак многу се ретки. Се започнува со болка, тоа се првичните симптоми, така претпоставувам. Сега, откако ќе ви се обратат, кои се сега најсовремените методи за дијагностицирање? Па нема подобра метода од преглед. Значи пациентот мора да биде прегледан дефинитивно. Тој преглед сега невролошки преглед. Значи да го направат луѓе што разбираат по тие невролошки прегледи, што разбираат нешто од нервно, да речеме, ткива, нели? Кога ќе се направи тој преглед, треба докторот тој што ќе го прегледа да одлучи што понатаму, кои снимања понатаму. Зашто го потенцирам, зашто пуно пациенти доаѓаат на пример кај мене за направење веќе магнетна резонанца. Еве јас видете резонанцата. Нит го преглед некој, нит го видел некој, ама он направил резонанца. И сега нормална ствар ја кам прво да прегледам, после ќе гледам снимката. Па како докторе, па ја направи резонанца, значи што потенцирам? Прво мора да се прегледа пациентот, да се прегледа невролошки, па тек тоа може да се прати на снимање. Кој што може да биде обична снимка, може да биде компјутерска томографија и магнетна резонанца. Сега, денеска, се ова болест дискус хернија, number one снимање, значи магнетна резонанца, дефинитивно. Нема потреба да се прават компјутерзирани томографии, кои што порано се правеа. Па нативна снимка, што викаме рентген снимка, скоро и да не се прави повеќе во светот. Значи, главно снимање магнетна резонанца, дефинитивно. Се ме интересира оној дел за кој што, кога вие всушност настапувате на сцена како неврохирург, модерната медицина, нели, има сега и хируршко решение. Апсолутно. Во кој случај? Како одредувате кому му е неопходна операција? Значи, прво има, тоа ги викаме не guidelines водичи, златни правила, нели? Во неврохирургија правилото е за дискус хернија, значи, пациент кој што има проблем со мокрење или проблем со столица, па дури импотенција, ако земе да гледаме, тоа се тие така главни проблеми кои што, во принцип, треба да се оперираат. Или скоро идно, значи.
Второ, итен проблем што треба да се присто така ако пациентот без разлика дали има болка, не збориме за болка се. Болката не е проблем на хитна операција, али овие проблем кој ги има инконтиненција што има мокрење или ако има проблем со стопалото од земеното, сега парализа на една стопала да речеме. Најчесто е тоа. Кое што прогредира, значи за неколку дена не се смирува. Те се два главни проблема кои што би требало да завршат со операција што похитно. Ова го потенцирам похитно. Затоа што кога имате компресија на било кој нервен елемент, и ако така компресија трае повеќе време, после ви да го направите таа декомпресија што ја викаме ние, значи ослободувањето на елементи, нема да се поправи нервот 100%. Секој што стана нешто непоправено и нема да се поправи. Затоа инсистирам што порано да направиме операција, да се спасат тие нерви, да се спаси пациентот. Се сложувам дека понекогаш ние оперираме пациенти што имаат страшно јаки болки. Има такви пациенти кои што примат и морфиуми, не знам, и морфиумски препарати, дури примат и тродони, тоа знаете, тоа се јаки аналгетици, не реагираат. Така пациент може да се оперира, да речеме, ако во првите 15 до 20 дена, па и до месец дена, не се смири болката. Али потенцирано што многу луѓе тоа не го знаат, значи. Болката не е главен индикатор за операција, никако. Болка се може да биде понекогаш многу поретко индикатор за операција. Обе други рад што ги кажа се побитни. Тие треба да се запамтат. Самата процедура како изгледа? Хируршка, да. Се и тоа да кажа, значи постојат у принцип у свет два методи на операција. Една од методите со употреба на микроскоп, значи микрохируршко отварање, а втората метода со ендоскоп, така значи ендоскопска техника или ендоскопско отварање. Во принцип двата се изведуваат скоро сигурно во анестезија. Во принцип двата исто значи отварање, само што во микроскопската хирургија отварањето е на средина, а во ендоскопската отварањето е бочно. Понекогаш може да иде и доста бочно, да иде напред, пред, бочно од кичмата. Иначе, во принцип, отварањето на двата овие техники се со тој начин што во двете техники зголемено светло, значи осветлување на полето и многу полесно може да работите. За разлика од ова, значи кај микроскопот имате вие 3D, значи 3D техника, 3D осветлување и 3D осветлување и гледање. Баш е една снимка од микроскопска операција. Значи ова е начин најдов микроскоп купен, да, на него се гледа како се прават операција. Ова што го гледаме дека исто го потенцираме, значи тоа се ка неуромониторинг. Тоа е принцип на електрофизиолошко пратење на самиот нерв и состојбата на нервот во текот на една операција. Значи секој чачкање на нервот, било како чачка нервот, се регистрира тамо. Ако е чачкањето многу поголемо, во тој случај може да ни покаже тоа дека не треба нешто не сме направили како што треба и треба да се поправиме. Значи тоа е веќе на додатна сигурност во самата операција. Тие две техники се многу битни за микрохируршка операција. Во ендоскопската операција имате специјален ендоскоп, ви кажа приескрско, што со помош на две дупки се влива во просторот. У принцип се ради исто, све се ради, нема никоја голема разлика. Јас имам прилика да бидам на два симпозиума и две као воркшоп, значи за ендоскопски техники и микроскопски. И фактички ние видовме сите дека нема некоја голема разлика. У принцип и у свет нема голема разлика. Резултатите се потпуно исти, дали со оваа техника, со онаа техника. И нема никаква разлика во во прогнозата на исходот на еден таков пациент. Пациентот ако е правилно опериран, добро опериран, тој ќе заврши и така или овака ќе заврши добро. Во успешноста, значи. Да. Сега нешто што со особено голем интерес за нашите гледачи, за нашата публика е тоа што за да им се олесни на пациентите, ви имате подготвено специјални пакети. Да. Какви се тие пакети и што содржат? И за кого се наменети? Значи ние направиме сега во нейрохирургија збориме, значи другите гранки наши имаат пакети. Во нашата гранка направивме еден пакет за лумбална дискусија. Во тој пакет спаѓа, значи вака, спаѓа прво лежање 3 дена, зашто пациентите многу брзо ги пуштаме дома, значи 2-3 дена ги пуштаме дома. Второ спаѓа операција со оперативен микроскоп, видовте тоа. Трето спаѓа во операција употреба на мониторинг, значи нейромониторинг спаѓа и спаѓа после операција физикална терапија, кај нас 10 дена физикална терапија. Така да во тој, значи тој пакет сите ова спаѓа и кој ќе кажете пакет, мислите да фиксно све испитувањето тоа све спаѓа во ова фиксно, значи пакет.
А иначе сега има промоција, нели овој месец направиме една промоција, во овој 3 месеци преку летото, промоцијата е дека на овој пакет ние даваме уште 20% попуст. Така да, стварно имаме сега добри услови, мислам многу добри услови и нема што пациентите да се плашат и мислам дека таа цена е веќе приступачна до повеќето од луѓето и може да го искористат тој промотивен пакет. Така што кој што си има маката да не чека Зашто би чекал, кога стварно треба да се оперира. Не, многу е битно да се каже дека значи не оперираме било кого. Ние ќе го прегледаме пациентот, па тоа што одлучува дали е или не е за операција. Без разлика некој друг ако му каже за операција или не е за операција. Значи пациентот мора да се прегледа. Докторе, сега за да не дојдеме до таа операција, колку можеме самите да превенираме со нашиот начин на живот да немаме таков проблем, да не дојдеме до тоа, да рече? Да ви кажам сега, превенција на дискус кинијата би била многу не некоја голема превенција, сакам тоа да кажам. Значи, во принцип, значи треба ние да овозможиме секој од нас да има јаки мускули. Тоа се мускули што се поринат до кичмата, предни или задни мускули. Тоа се постигнува со вежбање. Значи постојат вежби за кичма, за ребет. Дори има на западна литература која пише како back school, значи имаш школа за вежби за ребет, кој што возможува тие мускули да бидат појачани. Ако се тие мускули појачани, едноставно дискусот не може многу да се движи натре во самиот простор и нема да направи брзо дегенерација на дискусот. Тоа може да се направи, да. И тоа препорачувам, топло го препорачувам. Во тие вежбања спаѓа секако и пливање е многу добра вежба и им препорачувам, еве сега на дури на младови, на помалите, да пливаат ова лето, значи да се сончат, да пливаат. Тоа е многу битно, особено на деца во школа седат цело време со клупи, тука кичмата веќе започнува да страда и овие вежби се многу битни, значи пливањето се е многу битно да се појачат тие мускули. Да, и не само мускулите, како што разбрав, дека и вишокот на килограми, особено во тој дел, многу... Не во тој дел, воопште вишокот во целиот дел. Вишокот килограми негативно влијае, така? Таа тежина, кичмата не може да издржи, нормална ствар. И некој од тие дискуси што е веќе заболен, може да се дури да пукне од таа тежина. И јас обично на пациенти препорачувам стварно да ослабат, значи мора да ослабат. Ако сакат понатаму да продолжат да живеат нормален живот. Значи мора да ослабат и мора да вежбат вежби. Нема никако друго, не постои лек што може да помогне тука. Има разни или препарати, реклами, ама нема слушам тоа, ама не постои таков лек. И што е многу битно, само секунда да кажам, дискусот нема свое хранење, нема крвни садови. Он се храни преку коската со дифузија, со осмоза. Значи он да не мислат луѓе дека со некои препарати стигна тамо, а тој нема крвни садови. Тоа сакам да кажам. Има сега, знаете, ние си се консултираме од интернетов, но еден момент сега знам дека сите доктори генерално апелирате дека не треба да се пуши, дека е штетно, но особено во овој случај никотинот влијае лошо врз дискот, така? Не е толку врз дискот, кој што влијае врз, например, влијае врз оперативната прогноза после операција. Значи, вие кој ќе оперирате некој пушач или не пушач, ке пушачот има поголема шанса да направи некоја компликација, било каква, да не речем, не инфекција, него компликација од самиот простор. И компликација да не може да страсне коската, да се фузија. Значи, особено за фузија битно да бидат непушачи. А за дискусот као дискус не е докажано дека пушењето возможува тој да се појави или да не се појави. Тој ќе се појави така ова како се појави. И уште сакав се самиот крај да ве прашам за појасите што се препорачуваат. Колку се според вас ефикасни, колку вие ги препорачувате или ако ги препорачувате како да се одбере правилниот? Што треба да памтиме? Преска понапомнав. Ние сакаме да имаме јаки мускули, така? Јаки мускули што држат кичмата стабилно. Вие ако стане пациент појас да го носи подолго време, да речем повеќе од 7 дена или повеќе од 10 дена, автоматски тие мускули поише не работат, едноставно започнат да слабеат. И саместо да имате јак мускул, имате слаб мускул. И што сте постигнале? Ништо. Значи појас може да се земе во една акутна фаза кога јака болка, кога мускулите стегнат, да го спречи тоа стегнување на некој начин, да спречи да се движи тој сегмент, окей. Ali ne sme se носи појас од 7 до 10 дена. Никако. И предпоставувам и тоа секако во консултација или по препорака од доктор. Дефинитивно. Значи, јас и преска не ли реков, значи, не може да не се прегледа пациент.
пациентов да иде и на други некои методи, нели има некои ласерски некои пропаганди прават, не знам, со озон пропаганди, може дори со боцкање да се направи некој пропаганда. Битно е пациентот пред да биде прегледан, да се види точно која метода му одговара на тој пациент. И сега бидејќи неколку пати го потенцирате како клучен момент токму прегледот, Да. Не сите ние сме послушни, кој е оној момент кога веќе мора да појдеме? Затоа што сите знаеме малку кога ќе почувствуваме болка, па со апче тоа ќе го облажиме, па само да го лекуваме. Кога треба мора да се отиде на Например, доктор? болка, ако имате болка, и ако таа се повторува, да речеме повеќе од 3 пати во текот на годината, апсолутно мора да идете на преглед, дефинитивно. Ако таа болка, реков преска, е препратена со слабост на нозета, слабост во мокрењето, или кој ме преска, тоа се многу битни симптоми, кои што одма мора да идете на преглед. Дури ви кажа, може и треба одма да се оперира тој пациент. Тука нема што да се размисла понатаму. Прегледот може да започне, ама тични доктори ипак се обучувани во својата обука имаат и тоа, значи да прегледат пациент, ама баш невролошки дали може да прегледат, не можам да кажам точно. Така да они ќе веројатно ќе го упатат понатаму на некој друг специјалиста. Може да ви е невролог, може да ви е неврохирург, например. Али во принцип се започнува од матични доктор. Докторе, јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Знам сега дека имате пациенти на кои што треба да си се вратите. Продолжуваме ние со нашата утринска